Добар ден, криптоентузијасти. Денеска ќе поразговараме на една тешка тема. Знам дека на сите доста негативно ни се одрази сето целиот овој пад на целиот криптомаркет заедно со биткоин на прво место нормално. Со тоа што значи да напоменеме дека главниот катализатор за овој пат кој што го видовме во претходниот ден беше Celsius, односно она лендинг платформа за која што ќе поразговараме детално за почеток, чисто да објасниме од каде прво почна сето ова, а потоа ќе објасниме и што понатаму очекуваме во однос на оној состанок на Федералната резерва на Америка утре, кој што ќе се одржи на 15 јуни, тоест денес, нели, затоа што гледате ова видео денес, во 2 по пладне, по нивно време на Вашингтон ДС, она временска зона. За тоа ќе поразговараме подоцна. Прво да се вратиме на првата тема која што е битна, а тоа е Celsius, односно што поточно се случи со самата Celsius лендинг платформа, односно платформа за позајмици, каде што, значи, како самата дејствува е исто како банка. Значи, генерално Celsius представува еден вид криптобанка, каде што луѓето ги внесуваат своите криптовалути со цел да добијат многу поголема каматна стапка за разлика од она што би ја добиле, да речем, во банка, која што е максимум 1%. Овдека, значи, за одредени криптовалути, не само криптовалути како такви, туку дури и за стейблкоини, значи многу често се добиваш и од 11 до 15% на стейблкоини кои што ги чувате на нивната лендинг платформа како годишна камата назад за тоа што им ги позајмувате своите средства за они да тргуваат со нив, фактички да ги даваат на нивните клиенти, со тоа што идејата на Celsius беше самите по себе како таква лендинг платформа со оној капитал кој што го собираат од луѓето кои што вложуваат во Celsius, да го понатаму трансформираат и односно да го дадат како позајмица на своите клиенти. Сега проблемот е што на пример еден од нивните клиенти беше Terra Luna. Значи не само тој, има и некои други грешки во претходната година дена, но поентата е дека кога ти даваш толку голема каматна стапка назад на своите клиенти, тоа значи дека ти треба да взимаш многу поголема за да би имал било каков профит за да го работиш тоа што го работиш. Проблемот е што, значи, во криптосферата постојано има голем профит кога, да речеме, станува збор за големи залози како што можеше Celsius да дава на огромните проекти, но проблемот е што било каков колапс на такви големи проекти каде што Celsius бил, да речем, инволвиран, каде што самиот, нели, инвестирал, се враќаат назад на самиот Celsius. Односно, ова се средства кои што Celsius ги позајмил, а никогаш не може да ги врати назад затоа што, на пример, Луна веќе не постои. И она што постои е минимална сенка од она што Луна беше кога имаше 60 билиони под свое водство. Сега, проблемот во главно не е и тоа, затоа што ние не можеме да знаеме точно дали Celsius може или не може да одржи ликвидност на секојдневна база. Проблемот е bank run. Односно, bank run уствари представува главен проблем кога стравот, поради случувањата на пазарот, ги тера луѓето кои што поседуваат одредени количина на, во случајов еве, криптовалути или стейблкоини на Celsius, да пробаат да си ги земат назад. Но не е проблем кога еден човек сака да го направи тоа. Проблем е кога сите сакаат да го направат во исто време. Затоа што и Celsius е како своевидно банка. Односно, никогаш ги нема сите средства во посед и не може веднаш да ги врати, затоа што оние средства кои што ги зел од вас, ги дал на некој друг и, нели, чека тој друг да му врати фактички на поземицата за да може да ви врати вас. Проблемот е што кога најнаш сите бараат да бидат вратени сите нивни средства, доаѓа до bank run, затоа што Celsius ги нема овие средства во оптек во моментот, доаѓа до ситуација каде што Celsius е неликвиден. И една таква ситуација на неликвидност носи до целосен банкрот, односно, за да не стане целосен банкрот, односно ликвидација на самиот Celsius како компанија, значи тие ги замрзнуваат сите повлекување на средства назад. Сега, што е проблемот во оваа ситуација? Се враќаме на онаа тема каде што постојано на нашиот канал ви кажуваме дека криптото, доколку не е во вашиот новчаник, тоа не е ваше крипто. Значи мора да биде на ваш hard wallet или, во случајов, soft wallet ако имате софтверски или wallet на мобилен телефон. Проблемот е што се додека не е на ваш wallet, тоа крипто не е ваше. Дури и soft wallet и генерално на нашиот канал и генерално како тим не препорачуваме затоа што истите се лесно може да бидат хакнати. Значи затоа препорачуваме да го чувате вашето крипто на ваш новчаник за да не дојде до ваква ситуација. Затоа што
знаеме дека каматните стапки на ваквите платформи се многу на некој начин никој не може да добие 15% на годишно ниво само со стейкинг. Значи да не мора буквално ништо да се секира, само да ги остави своите средства и да очекува 15%. Се е тоа во ред. Проблемот е што овие средства не се во негова собственост и зависите буквално од милоста на таа компанија односно низината иднина. Ако се случи како се случува во оваа ситуација да биде замрзнати средствата и оваа компанија да пропадне, прво ќе бидат тоа е најголемиот проблем, што најчесто од вакви ситуации огромните корпорации се оние кои што први ги си ги повлече средствата и кога ќе дојде до секојдневниот човек како нас, ќе останеме без нашите средства затоа што веќе нема да има доволно средства во ликвидност за да може да ни бидат вратени нас. Затоа да не должиме многу, поради тоа што имаме многу да зборуваме денес, значи ова е уште еден пример како мора да ги држите своите средства кај вас. За да не дојде до ваква ситуација каде што вашите средства се замрзнати, ја не верувам, можеби Целзиус ќе се опорави, можеби Целзиус ќе успее да најде решение надвор до овој проблем. Главниот проблем во целата ситуација е дека доколку тоа не се случи, има голем ризик дека оние кои што веќе финансирале може да не си ги видат средствата веќе назад никогаш, затоа што на кого би се жалеле вие. Целзиус е компанија базирана во Англија. Ќе ги тужите во Англија реално да правиме мовет. Имате доволно средства да го направите тоа. Да, можеби неколку од нас да, но многумина немаат. Значи онаа мала количина на средства кои што сме ставиле, заборавајте на неа. Тоа е најголемиот проблем. Затоа подобро е 4% стейкинг на hard wallet дома, отколку 15% стейкинг на wallet кој што вие не го поседувате, за да не се случи ова. Сега, ќе направиме генерална анализа како на биткоин, така и значи многу битно на самиот долар индекс. Значи, најпрво ќе започнеме, како што рековме, за самиот долар индекс, затоа што истиот како таков е многу битен во оваа ситуација, од каде што и потекнува оваа ситуација, затоа што доларот е фактички рамнотежата на цената на биткоин, односно моментално истата е представена во долар, така да секое движење на доларот нагоре или надоле во однос на неговата вредност се одразува спротивно на цената, односно на вредноста на самиот биткоин во оваа ситуација, кој што ни е, нели, најглавна и најбитна валута на самиот криптопазар. Сега, че мораме да напоменеме уште еднаш дека самиот долар е во постојан пад, како и секоја друга основна валута на светот, значи постојано е и постојано ќе биде во пад. Проблемот е што и во тој сам пад постојано имаме падови и растови во овој канал кој што се движи надолу и моментално сме во движење нагоре во еден долг период уште од 2008 година, од оној колапс на банките кој што го имавме, каде што цената практично вредноста на самиот долар се движи нагоре во противвредност на други 5 најјаки валути во светот, како што се јенот, јуенот, еврото, рублјата и не знам која беше петата. Сега, доколку се сеќавате во моите претходни анализи, најдовме дека ово ниво на кое што моментално цената на доларот е заглавена е од 1999 година, тоа е еден од all-time highs во последните 20 години, кој што се случува нели во тоа време, со тоа што моментално цената буквално излезе од таа граница. Значи истата и беше пречка, успеа да ја пробие. Сега, она што мораме да го видиме, ова е на месечно ниво, чисто да ви покажам каде се наоѓаме. Значи, сега имаме еден појас, оваа свеќа која што имаме на падот на претходниот all-time high што се десил во 2001-2002 година. Со тоа што овој пад, значи има само една зелена свеќа која што представам дека ќе биде солиден отпор, како и овој врв на оваа корекција која што имаме во падот, кој што завршува на 109, негде оприлика вредност на самиот долар индекс. Сега, ова бело поле кое што го најаваме на месечно ниво е следниот отпор кој што ќе се појави во вредноста на самиот долар. Доколку се вратиме на неделно ниво, ќе можеме да го видиме тоа многу подобро. Значи, само момент, треба да го направиме да биде видливо на неделно ниво. Сега, ќе ги анализираме сите овие постепено за да видиме што се случува и да видиме од каде ги доведуваме овие заклучоци дека она што се случува и она што го очекуваме е така. Значи, како што реков ја, ништо од ова не е направено произволно, затоа некојаш анализите ми траат и по 1 час и повеќе, затоа што мораме да анализираме во секој детаљ и да видиме што можеме да очекуваме понатаму. Значи, на неделно ниво, како што видовме, ова е уствари потегот кој што го мериме со Фибоначи секвенцата, кој што моментално се наоѓа точно пред она поле,
кој што ќе биде следната пречка за движење на вредноста на DXY индексот нагоре, со тоа што ако се сеќавате имавме еден мал fake out кој што уствари на дневно ниво го најдовме, но не се случи, значи целосна корекција. Еве сега ќе се вратиме повторно на истото. Значи како што се сеќавате во претходната анализа ги поставивме овие жолти линии со тоа колку моментално Fed има направено rate hikes и како ги изголемува, со тоа што имавме 0.25, 0.75, очекуваме да видиме што ќе се случи утре, за тоа ќе разговараме подоцна, но можеби не е лоша идеја да разговараме прво што се очекува, па според тоа и да разговараме што можеме да очекуваме на самите чартови. Значи, еве, во оваа ситуација кога веќе разговараме за тоа, чисто брзо да го напоменеме, значи рековме дека ќе имаме уште неколку состаноци, а тоа се во јуни, јули, септември, ноември и декември. Тоа се 5 преостанати состаноци заедно со оној утре, на кои што се очекува дека постојано ќе се зголемува оваа каматна стапка. Во претходното видео разговаравме дека секое зголемување на каматната стапка представува повлекување на доларските средства назад во Фед, со тоа имаме помал обем на долар, значи како платежно средство на маркетот, а со тоа и неговата вредност расте. Значи многу едноставно е, колку повеќе се намалува количината на долари на пазарот, се намалува инфлацијата, која што е уствари битниот чекор поради која што ова се случува, а расте неговата вредност. Сега, проблемот е што досега ова е уствари индексот на инфлацијата, значи само на кратко ќе го напоменеме. Овде може да видите како да го додадете, односно USIRYY. Тоа е уствари картенката за индексот на инфлација во Америка, кој што моментално е на 8,3. Тоа е официјалниот индекс, да не се лажеме, значи индексот е многу поголем, но официјалниот индекс според нив е 8,3%, а истиот, видите, значи ваква инфлација не е видена во последните 20 години и повеќе. Значи гледайте, значи последните 20 години, последен пат таа инфлација е видена во 1982 година. Значи замислете, тоа се 40 години во кои што ваква инфлација не била видена во Америка. А тоа е поради она принтање ненормално на пари, кое што се случи во претходните 2 години, каде што во последната година само успеале да испринтаат толку долари колку што се испринтани во целата историја на принтање на долари. Значи замислете која количина е тоа. Сега, поентата на сите овие rate hikes е да се намали индексот на инфлацијата надолу, односно со тоа што ќе се повлекуваат доларските средства надвор од пазарот. Сега, имаме еден инструмент на investing.com, може да го најдете на овој линк, значи investing.com/centralbank/FedRateMonitor, кој што уствари представува своевиден пол за тоа што луѓето очекуваат да се случи, односно колку ќе биде следната каматна стапка. Со досегашните каматни стапки, она што веќе го разговаравме, значи добивме целосно покачување од 0, значи затоа што до сега немаше буквално никакви каматни стапки на поземиците кои што Федералната резерва ги дава на своите банки и понатаму банките ги даваат на приватни и физички лица, со тоа што сега моментално сме до 1% на каматна стапка. Сега, овдека, значи, фактички може да видите дека после тој 1% колку се очекува, односно, ако веќе имаме 1%, значи 96,5% очекуваат да биде 0,5 или 0,75% покачувањето, додека само 3,5% очекуваат да биде помалку од 0,5%, со тоа вкупната каматна стапка би достигнала од 1,5 до 1,75. Сега, проблемот е што секое покачување на каматната стапка на повеќе од 0,25 е драстично покачување. Значи зборуваме за кога станува збор за големи играчи, тоа е огромно покачување и како што можеме да видиме, 0 раст. Кога имавме 25% имавме мал раст и потоа имавме пад, а кога имавме 0,75% видите што се случи. Сега, поради тоа што инфлацијата се уште е на рекордно високо ниво и овие две стапки досега не успеа буквално ништо да направат, значи замислете на овој индекс мораме да направиме коречна корекција, односно да направиме заоблување, а досега 1% не го направи тоа. Тоа значи затоа поголемиот дел од луѓето кои што гласале на овој пол, а најчесто луѓе кои што следат оваа страница, повторно имаат некои барем основни познавања, ако не и напредни познавања во однос на тоа што се очекува.
Затоа сите очекуваат да биде помеѓу 0,5 и 0,75, што дополнително би можел да го бутне како криптопазарот, така и самите берзански индекси. Значи, имајте го тоа во предвид, затоа и кажувам дека нема логика на тргување пред овој митинг, затоа што може на вистина лошо да се одрази на тоа што вие го тргувате, односно да тргне во сосема спротивен правец од она што вие го очекувате. Затоа најдобро е да се почека и да се види што утре ќе биде одлучено. Иако луѓе стравуваат дека може да биде и повеќе од 0,75, иако Фед на последниот состанок исклучиво кажа дека се обидува да не го покачи, да не ја покачи каматна стапка за повеќе од 0,75%, што 1% на вистина би ги исплашило луѓето и би добиле уште по голем пат како на биткоин, така и на сите маркети генерално. Значи тоа не го заборавајте. Уште една работа е тоа што сакав да ви го покажам, дека се очекува понатаму да бидат помали, како што можеме да видиме 90% очекуваат да бидат 0,25 до 0,5, но тоа мораме да го видиме, станува збор за еден месец подоцна. Со тоа што доколку би ги споредиле резултатите, она што се очекува, гледаме дека каматната стапка се повеќе и повеќе ќе расте. Септември очекуваат да порасне од прилика до 3. Ноември да порасне од 3 до 3,5, па дури и 4, евентуално овој мал процент. Декември да стаса дури и до 4 генерално, со тоа што 4% би почнала веќе да ја заобува оваа инфлација надолу, односно да ја запира инфлацијата, со тоа што може конечно да се сврти Федералната резерва со нивна политика да помогне на економијата. Значи, да скратиме што уствари точно ова значи. Федералната резерва има две улоги. Едната е да ја заштити економијата, а другата е да ја заштити платежната валута на Америка. Економијата ја заштитува кога нема каматни стапки, односно колку повеќе ги намалува каматните стапки на парите кои што ги дава на своите банки како заем, толку повеќе ја заштитува економијата, односно имаме поевтини пари, фактички колку е помала стапката, каматната стапка, толку повеќе банките може овие пари да ви ги дадат вас со помала каматна стапка. Колку е поголема каматна стапка и банките се принудени да зголемат својата каматна стапка кон вас како физички и правни лица кога ви даваат заем. Со тоа имаме помалку пари на економската сцена и со тоа фактички ја блокирате самата економија. Значи тоа е на некој начин самата Федерална резерва се наоѓа помеѓу две зла и мора да балансира, затоа што или инфлацијата може да се претвори во хиперинфлација доколку не се зголемат на каматните стапки, и обратно, доколку значи имаме комплетно оставена голема каматна стапка во однос на своите банки, значи економијата може да влезе во комплетна рецесија, односно наместо да продолжува напред со напредок, да запре со напредок и да се врати наназад, односно да биде во минус. А тоа може многу лошо да се одрази на се, затоа што рецесија во економија понатаму значи намалување на работни места, намалување на плати, намалување на доход генерално, значи намалување на производство, на се. А тоа дополнително знаете колку значи во ова економски, не знам, напредно општество, каде што наеднаш имаме комплетно пресврт во начинот на кој што луѓето живеат. Сега, затоа овдека може да видите имаат и значи некои од луѓето кои што ми поставија прашања во приватни пораки, значи може да видите овдека дека има и тајмер за тоа кога е следниот состанок, така да ако сакате оваа страна може да ја ставите, јас лично ќе ја запамтам како букмарк, чисто да ја имам за следните видеа, затоа што ќе мораме да ги следиме овие, пошто се многу битни. Значи имаме неполни 20 часа од моментот кога се снима видео, тоа е 1 наутро. Значи тоа беше генерално за Фед, како што рековме, она се 5 состаноци кои што ги очекуваме. Сега ќе се вратиме на самата анализа на вредноста на доларот и што истата понатаму ни представува во однос на вредноста на криптопазарот. Сега со оно што досега го видовме, значи како што рековме во претходното видео, од самата Фибоначи секвенца видовме дека овој дел овдека беше фейк аут, кај што очекуваме дека ќе има кршење на цената нагоре, односно инстантен обид за прекршување на ова видео на ова ниво од 1999 година. Тоа не се случи. Што добивме? Паѓачки триаголник, што рековме за паѓачките триаголници, 70% од времето се кршат нагоре, тоа и се случи. Ако се сеќавате, таргетот кој што го поставивме беше врвот на триаголникот под прав агол до дното на овој триаголник и гледате што се случува. Значи, точно до нивото назад и прекршување на нивото нагоре, оно што го добивме,
Значи самата триаголна формација, доколку сте гледале претходните видеа, ние веќе го кажавме ова, тоа и се случи. Со тоа што оваа корекција од 50%, сега значи ќе го смениме обратно, значи Фибоначи секвенцата, затоа што веќе ја добивме корекцијата, сега треба да пресметаме каде истата ќе се движи нагоре, значи до самото дно, да видиме што очекуваме нагоре од цена, од вредноста на доларот. Значи, првото ниво е точно на горната граница од овој бел джеб кој што го најдовме, дека ќе биде практично следниот зона на отпор, односно негде до вредност од 107, што доколку се случи да добиеме повторно, да речеме 0,75% каматна стапка, јас верувам дека ќе го постигнеме многу брзо. Останува да видиме, иако се наоѓаме надвор од Болинџер бендот, значи ваков тип на вести кои што имаат максимално позитивен карактер за вредноста на доларот, тоа се случува. Значи како што се сеќавате и претходно бевме оверсолд долго време, а цената постојано одеше нагоре, иако постојано го удиравме самиот Болинџер бенд. Значи кога станува збор за вакви фундаментални вести, едноставно заборавајте на Болинџер бенд, заборавајте на индикатори, проблемот е што станува збор за премногу битни вести, кои што како такви ја носат цената нагоре без разлика тоа дали вие сакате или не, или дали техничката анализа ви покажува обратно. Значи затоа е многу битно техничка анализа заедно со фундаментална анализа, затоа што немаше да најдеме оваа корекција од овој пајачки триаголник доколку не знаеме за триаголници. Немаше да најдеме дека ова е следната мета доколку не знаеме за како се зема мерка и како се зема која е следна мета од ваква формација. Немаше да најдеме дека ова е на 50% корекција од Фибоначи секвенцата, односно каде би требало да очекуваме истата да се случи, ако не знаевме да работиме со Фибоначи или ако не знаевме дека овие две свеки се следниот отпор кој што буквално, како што може да видите, представуваше доволна подпора за цената да продолжи да се движи нагоре. Значи сето ова се работи кои што техничката анализа ви кажува, но мора да ги комбинирате со фундаментална анализа за да ви даде многу подобар резултат, односно да имате комплетна слика на тоа што се случува и што да очекувате. Доколку го споредиме ова со индексот на берзите, кој што мораме да го спомнеме, затоа што самиот по себе прво ќе се вратиме на месечно ниво да видиме каде се наоѓаме во самиот S&P 500. Значи зошто е тој битен? Затоа што истиот е своевидно копија на движењето на биткоин, односно обратно, затоа што биткоин е помладиот асет, односно помладото средство. Значи доколку го земе последниот дел од претходниот булран, од овој булран кој што веќе заврши, значи официјално се наоѓаме во берран. Тоа е потврдено сега и од самиот Wall Street, со тоа што само што го пробивме нивото на 0,382, доколку го погледнете моите претходни видеа, го кажавме тоа, рековме дека сигурно ќе продолжи под 0,382, што се случи, и веруваме дека главното ниво каде што ова ќе запре е на 0,5%, односно тоа е многу блиску до претходниот all-time high во 2020 година, каде што заврши претходниот сегмент од булранот. Имавме корекција и потоа продолжи нагоре, со тоа што мораме да се вратиме барем до претходниот врв, што е помеѓу 0,5 и 0,6. Со тоа што јас повторно верувам дека 0,5 ќе биде доволно цврсто ниво за да ја задржи вредноста на S&P 500 индексот, затоа што истиот се наоѓа во овој канал многу долго, уште од 2008 година, гледате. Значи овој канал уште од 2008 година, онаа криза која што добивме од колапсот на банките, значи се движи во овој канал нагоре и истиот моментално е на некој начин време е да биде ретестиран горната граница на овој канал, што кореспондира повторно со 0,5% Фибоначи нивото, а дополнително можеме да забележиме дека се наоѓа и многу блиску до долната граница на Болинџер бендот. Значи сите овие граници се доста силни, ја верувам дека ќе бидат доволно за да го задржат фактички вредноста на овој индекс овде. Дури да добиеме подлабока корекција, таа може да дојде 0,6, верувам, затоа што досега во последниве, да речем, од 2008 година па наваке, значи самиот S&P 500 никогаш не го скршил претходниот all-time high и продолжил надоле. Значи, доколку добиеме поголем bear market, тогаш можеби ќе го видиме и тоа, но сега за сега јас не верувам дека такво нешто ќе се случи. Ќе се вратиме чисто да видите како се до тоа изгледа и на помал таймфрейм. Значи, генерално сликата ни е битна за ова само за да знаеме како тоа ќе се одрази на нашиот крипто пазар. Значи, моментално на претходниот
лоу од 1 март 2021 година сме задржани, кој што е ниво на неделна база, но верувам дека тоа брзо ќе биде скршено, посебно после утрешната вест. Затоа и верувам дека доколку тоа биде пробиено, ова ќе биде следниот ево. Тоа е 0,5%, тоест 0,5, односно 50% Фибоначи нивото, каде што верувам дека цената ќе падне. Гледате, кореспондира исто така и со 200 неделната средна вредност на самиот S&P 500. Значи, гледате, имаме многу нивоа кои што на истото место бие задржале оваа цена без да продолжи да паѓа надолу. Значи, со тоа што гледате, оваа корекција која што видовме беше неуспешна, она што и го очекувавме, иако они аплаудираа пред една недела дека не влегле во bear market, тоа беше очекувано. Сега можеме оваа корекција да ја избришеме, затоа што моментално не ни е битна, треба да ја свртиме обратно, затоа што веќе имавме корекција до 0,382 и сега треба да гледаме кои се метите надолу. Само уште ова мораме да го направиме, чисто да видиме дали кореспондира со она што сме го нашле до сега. Значи, од Фибоначи секвенцата гледате. Првата мета е точно горната граница на нашето поле кое што сме го одредиле дека очекуваме да биде место до каде што ќе се задржи цената пред да продолжи нагоре во следниот булран понатаму нормално, додека втората мета се наоѓа на точно 0,678, односно Golden Ratio level 0,678, односно Golden Ratio level на Фибоначи секвенцата, која што е многу јак левел, а дополнително истиот кореспондира и со 300 неделната средна вредност на S&P 500 индексот. Значи ова се левели кои што се многу јаки заедно со овој канал во кој што цената се движи до сега од 2008 година, што верувам дека на висина ќе ја задржи цената во овој сегмент. И истото ни е многу битно затоа што стабилен S&P 500, стабилен Nasdaq, дополнително ќе значи и стабилен криптопазар и постепено вртење на криптопазарот нагоре. Сега за сега ќе го оставиме доларскиот индекс, затоа што е битен за понатамошните анализи. Сега нормално ќе се вратиме на криптопазарот, кој што е уствари она за кое што сме сите овде, нормално. Значи, ќе го погледнеме биткоин на неколку различни чартови, како што го правиме тоа и до сега. Значи, на месечно ниво, прво мораме да видиме која ни е поддршката и односно што е она што би можело да го задржи. Значи, сега веќе не е прашање дали цената ќе паѓа. Сега веќе е прашање колку цената ќе паѓа. Значи, она што постојано ви го кажувам, во моментов единствена работа која што имаме во bear market е утврдување на тоа каде во прилика би се наоѓало дното. Зошто велам во прилика? Затоа што никој никогаш не може точно да каже да овде е дното. Значи, дното и врв на одреден циклус не може да бидат определени пред време, тоа и да се случи, тоа е чиста среќа. Значи, никој не го направил тоа пошто знаел точно каде ќе биде. Туку истите се определени на некој начин затоа што можете барем да имате представа дали се наоѓате блиску до дно или блиску до врв, односно дали е подобро да продадете и купите повеќе. Тоа е поента. Односно да имате некој осет на тоа каде се наоѓате во одреден циклус. Значи, пак треба да имате компас, пак треба да имате представа, да знаете дали е паметно сега да се купи или да се почека, дали е паметно сега да се продаде и колку. Затоа и кога ви рековме дека одреден дел од портфолиото веќе го ставивме во криптопазарот, тоа и го направивме. Значи ние знаевме дека може да се случи ова, сепак го направивме затоа што гледате каде се наоѓаме. Значи ние се наоѓаме на само момент да видиме што уствари се случува конкретно со пазарот. Значи во моментот кога ние го правиме, тоа беше пред овој пат, беше негде буквално пред целосниот пат, тоа беше негде овде, на 60% надолу, така? А моментално имаме пат од скоро 70, 68%. Оно што сакаме да ви го кажеме е дека кога ова нагоре ќе почне да се движи, ова веќе не е битно. Се разбираме? Значи, корекцијата е битна само колку подлабоко сте купиле. Затоа и постои DCA. Значи, никој од нас не кажа ние точно знаеме или точно ќе го определиме дното. Тоа никој не може да го направи. Но затоа постои DCA. Затоа постепено ставаме. Сега, разликата е во тоа што колку повеќе се наоѓаме до подлабок дел од цената на биткоин, толку повеќе ставаме од своето портфолио во оно што сакаме да го вложиме. Тоа се обидуваме постојано да го кажеме. Ние не рековме дека точно ќе кажеме кога е дното или кога е врвот. Ние кажуваме дека веројатноста моментално дека цената ќе продолжи нагоре е многу голема,
и затоа очекуваме поголеме да дојде со своето портфолио да го ставиме во криптосферата што подолу дојде цената на биткоин. Че моментално се наоѓаме на 22.000 претежно и гледаме дека сме многу блиску прво до ова ниво од 20.000 кое што е многу јака на некој начин психичка бариера, а од друга страна и представува претходниот all-time high од 2017 година, кој што немаат многу волумен, да не се лажеме. Гледате дека на самото ниво од 20.000 немаме многу волумен во VPVR индикаторот, што значи дека генерално на ова ниво се тргува многу малку. Значи имаме огромен sell-off, имаме мал отпор овде пред да продолжи цената нагоре во претходниот bull run и моментално се наоѓаме повторно на истото ниво. Значи, немаме голем, значи тоа мора да го напоменеме, немаме голем обем на отпор, но е многу јака психолошка бариера, затоа што на 20.000 ќе бидат многу луѓе, односно, да речем, големи играчи, кои што би ставиле на orders, односно наредби за купување и продавање. Следен, практично, јак левел кој што би можеле да кажеме дека навистина имаме соодветен левел, е левелот на 14.000, односно оној фейкаут кој што го имавме во средината помеѓу 2017 и 2019 година 20 и тоа би било следен левел кој што е на некој начин, доколку нас се прашувате, тоа ни е оној левел на кошмар кој што би очекувале, можеби евентуално да ја допре цената, но нели. Значи затоа и кажуваме, овде сме да процениме и да видиме колку подлабоко сме и колку попаметно е да се финансира. Значи ние како тим сме свесни дека криптосферата не оди нигде, биткоин нема да дојде до нула, затоа ви го покажеме претходната анализа, оние илјадници пати кога биткоин бил прогласен за мртов, тоа е тоа, тука ќе заврши и се уште не е. Значи ова е нормална корекција на bear market, може ќе биде подлабока од претходните, но тоа не го менја фактот дека е само корекција. Значи, за прв пат се наоѓаме на вредност од 42 во доста солидно време, значи, никогаш не сме ни биле. Значи, ова е најдлабоката вредност која што има вредноста моментално на RSI, што е на некој начин и своевиден рекорд. Сток RSI е на 0, значи гледаме дека money flow и VWAP се надолу, плавиот бран е исто така надолу, но повторно, значи ова не е време за очајување, ова е време за градење. Значи никој не рече веднаш да купите, тоа ви го кажуваме постојано, ја следиме ситуацијата и ќе видиме што се случува и ќе ви кажуваме ние како правиме. Не ви кажуваме вие што да правите, ние ви кажуваме што ние мислиме дека е паметно. Значи се наоѓаме блиску до долната граница на Болинџер бендот, која што скоро и да не памтиме кога последен пат ја допрел. Значи, гледате, последен пат се случило пред 2017 во тој bear market. Значи, гледате, ние не сме ни допреле, а доколку тоа се случи овдека, замислете колку е јака оваа граница на долната граница на овој Болинџер бенд. Значи, не го заборавајте дека затоа и сакаме да ви покажеме дека има доста солидни нивоа на поддршка, околу 20-22.000, затоа и рековме дека доколку ова се случи, очекуваме да биде краток вик надолу и потоа цената да почне постепено да се движи надоле, односно доколку успееме да утврдиме дно. Дали ќе биде локално или конечно дно на овој bear market, останува да видиме. Но, уште еднаш да се вратиме и на еден друг момент кој што ние ви го кажавме, а тоа е дека колку побрзо стасаме до дното, толку поголем период имаме за акумулација, каде што веќе знаеме дека цените капитулирале. Односно, ова се минималните цени кои што ќе ги добиеме и почнуваме да акумулираме се повеќе и повеќе. Значи, да се вратиме сега на генералната анализа. Гледаме дека овој тренд се уште држи цената надолу. Претходниот, значи ова беше последниот пат кога имавме корекција нагоре, а тоа е на 28 март 2022 година, со тоа што значи генерално можеме да видиме дека сток RSI се е во oversold, веќе навлегува во 27, да не ги ни анализираме останатите затоа што нема логика, се ни е познато, не е никога голема промена од претходниот пат кога анализиравме. Она што сакам да ви го покажам е успешното реализирање на оваа формација која што ви ја покажавме, односно доколку не сте погледнале, тоа е bear flag формацијата, че ова е фактички самото знаме, каде што значи арбо на самото знаме е од горната граница на овој local high до практично формирањето на овој, прилика би било овде негде, значи до самиот само момент да го поставиме на границата, со тоа што доколку би сакале да го измериме,
се што треба да направиме е ова како мерка да го префрлиме надолу од моментот каде што цената пробила надвор од самото знаме и гледате што добиваме. Она што ви го кажавме, односно цената ќе се придвижи до 20.000, значи ова го кажеме пред неполна недела дена, тоа се случи моментално, односно формирање целосно на онаа формација која што ја гледавме овдека. Повторно, уште еден од оние моменти дека наводно ние не знаеме што зборуваме, ама техничка анализа знае. Значи јас затоа ви кажувам, јас ова не ви го кажувам од тоа што ние сме одлучиле дека така ќе биде, ова ви го кажувам од она што го гледаме. Затоа анализите траат подолго, но детално ви покажуваме што се случило за сами да видите дека тоа анализата го покажува, не ние. Сега Фибоначи затоа што веќе имаме оваа корекција нагоре, за жал само до 23,6 левелот, јас очекував и малку поголема корекција, барем до 0,382, односно 38%, тоа не се случи. Сега треба да ја поставиме затоа што веќе имаме успешен пат надолу, значи од првото ниво на Фибоначи индикаторот го поставуваме обратно од овој лоу нагоре до овој хај кој што го направивме на 31 мај 2022 година и гледаме дека веќе сме ја допреле првата мета, значи тоа е мета точно над 20.000 и тоа точно гледате дека овдека и застанала самата цена. Следната мета повторно. Значи гледате, техничката анализа сама по себе говори многу повеќе од она што би можеле ние да го кажеме, кореспондира со овој левел кој што е на месечно ниво од оној среден all-time high кој што го имаме во 2017 година, да не се враќаме наназад. Значи само сакам да ви покажам дека тој би бил следниот левел на Фибоначи секвенцата од оваа формација надолу, што има шанса, но јас не верувам дека ќе го достигнеме. Постојано мораме да разговараме во веројатност, затоа што анализата на техничка база е единствено добра само доколку поистоветува со вестите кои што моментално се случуваат во светот. Но за жал вестите во светот не се добри, затоа мораме да бидеме реалистични, да гледаме што би било следно. Значи утре, како што рековме, оваа жолта линија на која што очекуваме да видиме колку ќе биде каматната стапка која што ќе биде додадена врз основа на веќе постоечката 1% и да видиме како цената ќе изреагира во однос на таквата каматна стапка, со тоа што за да можеме да видиме што ќе очекуваме, би се вратиле сега на вториот чарт, односно на чартот каде што ни се запазени FOREMAs. Значи, веќе видовме дека имаме соодветни левели каде што може да биде задржана цената околу 20.000. Значи, самата Фибоначи секвенца веќе ја заврши својата цел, односно прва цел, самиот левел на односно 20.000. Потоа имаме на неделно ниво, чисто само да повториме кои се нивоата од овој чарт кои што навистина помагаат во задржување на цената. Потоа имаме, значи рековме на месечно ниво самиот Bollinger Band ни помага во задржување на цената околу 20.000. Значи тоа се двата најбитни фактори кои што ги гледаме од овој чарт дека ќе помогнат во однос со задржување на цената. Значи нивото кое што ни го определи Фибоначи секвенцата и на месечно ниво самиот Bollinger Band. Додека за разлика од тоа и повторно да не заборавиме, имаме оверсол на се, значи на дневна, неделна и месечна база. Доколку погледнеме, да, повторно да не заборавиме, тоа претходниот пат не го направивме, сакам да ви покажам што кажуваат и хајке наши свеките, затоа што се многу битни. За сите овие индикатори, сето оно што го анализираме, може да погледнете во нашиот, значи имаме посебен сегмент со едукациони видеа, каде што може сите овие индикатори да ги погледнете поединечно како истите се користат. Сега значи се обидуваме што побрзо да ги поминеме, затоа што е битно да не завземаме премногу време. Значи гледаме дека овој бран ниту во еден момент не даде знак дека може да направи корекција нагоре. Оваа свеќа овдека беше на некој начин сомнителна, тоа беше пред 2 недели практично, затоа што беше блиску до она значи имаме сигнал на свеќе кој што ни покажува вртење на трендот нагоре или надолу, а тоа е онаа свеќе која што е неодлучно, односно имаме сенки на двете страни и многу мало тело. Сенки на двете страни и многу мало тело и гледаме дека имаме промена на движењето нагоре и надолу, гледате и овде. Сенки на двете страни, многу мало тело. Исто и овде, исто и овде. Значи секогаш кога ги добиеме таква свеќе, имаме знаци дека може да имаме промена на трендот во обратна насока, со тоа што ние во ниеден момент не добивме овде и гледаме дека секогаш кога имаме силен тренд на обратната страна скоро и да нема сенки. Гледате,
Значи, кога станува збор за нагоре, гледате, долната страна кога станува збор за нагоре нема воопште сенки. Еве и овде. Обратно, кога паѓа надолу, гледате колку мали овдека прв пат се појавуваат и потоа продолжува. Исто и овде. Значи, гледате, прв пат се појавуваат и потоа продолжува самиот тренд, така да, значи, на хајке наши самите по себе ни покажуваат дека се уште сме далеку од промена на трендот, значи тоа мораме да го согледаме, мораме да бидеме реалистични во однос на тој момент. Сега да се вратиме на Forex. Че овие жолти линии ќе ги оставиме само за да имаме представа кога се следните состаноци на FED, веќе ги имаме означено со жолти линии, чисто да имаме упредви што ќе се случува. Значи сега обратно ќе го поставиме и Fibonacci овдека за да видиме што можеме да очекуваме од истиот, но тоа е на дневно ниво. Да се вратиме прво на значи генерално на месечно ниво овдека не ни е толку битно затоа што овие индикатори се генерално направени за неделно ниво. Гледаме дека овдека тоа е уствари 100 месечната средна вредност, што не е толку битна како индикатор колку што е самата 200 неделна средна вредност, која што моментално ја држи цената веќе од вчера, значи јас 24 часа следам, цената се задржува точно на ова место каде што ние рековме дека ќе се задржи. Значи падна точно до 200 неделната средна вредност и проби нормално, но цената се уште се задржува на 200 неделната средна вредност, со тоа што сакам да напоменам, доколку се вратиме назад, ни самите bull маркети, дека на неколку пати 200 неделната средна вредност била пробиена, како што е во случајот со пандемијата во 2019-2020 година, че имаме пробив не само на 200 неделната, туку и допир на 300 неделната за прв пат во историјата на биткоин, како и во претходниот сегмент имаме уште еден таков. Значи, направив некое истражување чисто да видам каква била ситуацијата претходно. Да, имаме пробив, значи и претходно, само момент да најдам точно каде беше. Гледаме, че имаме еден пробив овде и уште еден имаше на самиот почеток на 2019 година, значи никој не рече дека пробив нема да има, гледате и овде. Значи, никој не рече дека пробив нема да има. Поентата е дека ќе биде задржано овде. Значи, ние веруваме дека самиот 200 неделен средна вредност на 200 недели на биткоин е доста јака за да задржи цената и да оформи дно. Значи, веруваме дека тоа е една од веројатностите и дека има голема веројатност тоа да се случи, затоа и можно е да се случи буквално тоа, да имаме задршка на цената околу 200 неделната средна вредност нагоре и да се врати во ова поле каде што рековме дека ги се наоѓа во најголемиот дел од bull маркетот, затоа што време е за корекција, значи да биеме реални. Значи на секој можен индикатор ни покажува дека сме длабоко oversold, но тоа нема да се случи се додека не завршат овие макроекономски појави каде што rate hike на Fed буквално ја буткаат цената надоле. Целзиус колабира и бутка цената надоле. Може би утре ќе почне на пример војна, значи реално ви кажувам, доколку се случи не само на пример, туку реалистично, моментално има најава за војна помеѓу Кина и Тајван, а со тоа и повторно војна помеѓу Кина и западните цивилизации. Значи, повторно ќе имаме длабок пат на се, верувајте ми, значи тоа е неизбежно, секоја војна, секоја голема криза, тоа го покажало до сега времето дека постојано имаме пад, но тоа повторно нас како тим не плаши, тоа само ни покажува дека ќе имаме подлабок пат и можеби поголем bear маркет за да можеме да акумулираме уште повеќе. Значи, ние немаме што да изгубиме, ова што го тргаме настрана не ни се пари за леп, значи ова не се пари од кои што ние зависиме, ова се пари кои што ги имаме вишок и можеме да си дозволиме да ги трнеме настрана и да купиме инвестиција која што веруваме дека многу кратно ќе ни се врати колку подлабок ќе биде падот на биткоин. Затоа и нас не е битно да утврдиме кога сме блиску до дното. Ние веруваме дека во овој момент сме блиску до дното, ќе ви покажам уште една причина зошто. Значи, моментално, еден од индикаторите кои што го користам исклучиво за ноѓење на дното е Гозискиот канал, односно доколку се вратиме наназад, чисто да видиме што се случувало претходно. Значи, гледам дека многу од луѓето не им се допаѓа ова враќање наназад, ја не можам да разберам како може да научите доколку не се вратите наназад и да видите што ви покажува историјата на тргување во одредена
во она што вие само го тргувате. Значи, не мора да биде тоа биткоин. Значи, овие индикатори се овде за било кое средство. Значи, нема логика да не се враќате наназад да видите што истите ви покажуваат, да знаете како да ги користите. Значи, не може вие да гледате само од денес и да очекувате дека ќе добиете позитивни резултати од она што го сакате вие. Значи, како вас ви одговара. Затоа се враќаме наназад. А кој не му се допаѓа во нашите анализи, слободно може да гледа, има многу канали надвор кои што прават поинакви анализи. Значи, јас досега ми покажував дека враќањето наназад на овие индикатори ми покажува точно што да очекувам и како да ги мерам овие индикатори во иднина. Значи, еве, Гозискиот канал во претходниот булран во 2013-2014 година ни покажува дека веднаш штом ќе се сврти од зелен на црвен, значи, гледате дека само за неколку недели веќе сме го добиле дното. Значи, гледате, 1, 2, 3, 4, 5. На петата недела ние веќе сме добиле дно. Се разбираме? Значи, она е тоа што ви го кажував. И ако вратиме оваа линија наназад, 200 неделната средна вредност, иако нели почнува од овде нормално, но чисто произволно да видиме од каде би била доколку да речеме подолга и доколку има подолга историја самата вредност. Значи, гледайте, доколку вратиме наназад е точно на дното на овој канал каде што моментално ни го најавил дното самиот Гозиски канал. Еве да видиме што се случи. 5 свеки и сме го допреле дното. Еве да видиме што се случило во 2017 година. Значи, доколку се вратиме од 2017 година, еве Гозискиот канал, во моментот кога Гозискиот канал се свртел на црвен, имаме 1, 2, 3, 4, 5 свеки дно. Повторно на 200 неделната средна вредност. Значи, иако тоа не значи дека повторно ќе се случи. Тоа не го менува фактот дека пак е на некој начин фактор кој што може да се земе во предвид затоа служат самите индикатори. Значи, тоа е поентата на самите индикатори. Во моментов откако е црвен, каналот имаме 1, 2, 3 свеки, што значи дека можеби ќе добиеме и подлабок пат, можеби веќе падот е направен па ќе добиеме консолидација околу 200 неделната средна вредност. Но тоа мора останува да го видиме, затоа и се уште не сме купиле ништо се додека овој масивен пат не добие некаква разрешница. Значи, ние не веруваме дека разрешницата ќе се одвива вака. Значи, од овде да добиеме вака. Тоа во никој случај нема да се случи, доколку мене ме прашувате. Че може да се добие некоја консолидација, па потоа постепено да почнеме да се движиме нагоре. Можеме да добиеме уште подлабок пат, можеби и до 300 неделна средна вредност, па почнеме да се движиме нагоре. Ова се можности, ова е невозможно. Доколку мене ме прашувате, нема реални шанси, за ова потребни се, не знам, разрешница на војната во Украина и целосно негирање на потенцијална ковид криза на крајот на оваа година повторно и мир во светот. Значи, тоа би било единствениот начин на кој што би можеле да добиете таква линија нагоре. Верувајте ми. Значи, со моменталната ситуација на светот, со рецесијата која што има, инфлацијата, потоа следува и криза каде што ќе нема да има доволно храна во светот затоа што моментално главните житници, односно вкупната резерва на жито произведена во Русија и Украина е повеќе од 33% во светот, што ќе се одрази оваа зима кога голем дел од сиромашните земји нема да може да набават жито затоа што не може Уганда да купи жито од Германија. Затоа Уганда купува жито од Украина, ме разбирате? И сега наједнаш Русија нема да донесе жито на никого затоа што сите овие држави се против неизе. Наспроти тоа секој сака да го задржи своето затоа што нема доволно за да даде на било кој друг, посебно не на афричките земји, и тоа ќе биде уште една криза која што дополнително може да дејствува како на основните маркети, така и на самиот криптопазар. Че ова се сите дополнителни работи кои што мораме да ги земеме во предвид. Затоа и ви реков, техничка анализа е комплетна само доколку ја земеме заедно со фундаменталната анализа и светските вести во однос на економскиот фактор. Значи, ова е околу Гозискиот канал, ќе се вратиме повторно назад, затоа и реков. Значи, гледате, Гозискиот канал сам по себе ни покажува дека се наоѓаме можеби блиску до самото дно. Никогаш не може да биде потврдено, значи дно можеме да утврдиме кога цената ќе почне да се враќа назад, негде на крајот на оваа година или почетокот на следната и да кажеме да, ова навистина беше дното. Но, затоа постои DCA, оно што постојано го трубиме нашиот канал. DCA е најбезболна тактика каде што дури и да внесувате и имате представа дека сте блиску до самото дно и од овде цената да падне уште, не знам, 50%, кога ќе се врати истата нагоре 600-700% во плюс, вас тие 50% нема да ви значат ништо. Затоа и ви кажав дека DCA е главната
на некој начин стратегија која што ја применува нашиот тим и постојано ќе ја применуваме. Ние не ви кажуваме што да правите вие, тоа останува на вас нормално, но доколку мене ме прашувате, DCA како таква досега се покажала како златна тактика која што не бара огромно внимание, да треба да седите постојано пред компјутерот, а помага во однос на своите резултати доста добро. Сега, да се вратиме уште малку само на логаритмичкиот приказ на биткоин. Значи, како што рековме, секоја можност за купување под и во овие три линии е златна. Сега ќе ви покажам зошто. Значи, ќе направиме мерки во претходните булрани да видиме каков бил профитот кога сме купувале овде, а сме продавале овде. Нормално, доколку ги гледавте видеата каде што направивме значи, целосна анализа на тоа како изгледа DCA, прво морам да се извинам затоа што за жал математиката не ми е јака страна, че во тие две видеа имаше еден од членовите кој што ја воочи нашата грешка. Значи, доколку ги гледавте тие видеа, доколку не би препорачувам да ги погледнете, тоа е последното видео од DCA серијалот, каде што покажуваме како би изгледало доколку ги ја применеме DCA тактиката на двата последни булрана и да видиме која би била неговата потенцијал. Значи, во првиот булран бевме околу 60 пати во профит во однос на тоа што купувавме 10, 20, 40, 50% овде од нашето портфолио, а продававме над жолтата линија во следниот булран. Значи, тоа беше првиот, каде што имаме 60 пати профит од оно што сме го купиле овде, а сме го продале над жолтата линија. Значи, тоа е основата на DCA. Купуваме секогаш кога се наоѓаме под жолтата линија, колку подлабоко влегуваме на овие нивоа на Фибоначи секвенцата, толку повеќе внесуваме пари во самиот сектор и обратно. Кога се наоѓаме над жолтата линија, продаваме во однос на нивоата нагоре, колку повеќе се однесуваме, цената се движи нагоре, толку повеќе продаваме од нашето портфолио и на тој начин вие на 4 години имате целосен циклус каде што сте акумулирале во долните левели на Фибоначи, сте продавале во горните левели на Фибоначи. Со тоа што последниот грешката беше направена со тоа што значи наместо 0,05 требало, тоест 0,005, јас требало да напишам 0,05 во право е, значи ги проверивме нашите мерки, со тоа што во вториот сегмент DCA покажува 10 пати профит од оно што сме го купиле во долните граници со оно што би го потенцијално продале, дури да не дојдеме до горните граници на овие зелени нивоа на Фибоначи секвенцата. Значи 10 пати, 60 и 10, со тоа што да не забораваме дека биткоин како таков, како се поголемо средство на пазарот, се помал ќе биде профитот во однос на ваквите движења, но ќе биде постојан. Затоа и го користиме DCA во противредност на биткоин во основните алткоини кои што ние сакаме да ги финансираме. Односно, секогаш кога цената на биткоин се наоѓа во зоните на акумулација, практично акумулираме алткоини наместо биткоин, односно Ethereum, ADA, DOT, Ripple и слично. Значи, поентата е дека повторно ја користиме истата тактика, затоа што биткоин како таков е главниот коин, но го пременуваме тоа во алткоин. Сега, проблемот е што се уште не сме утврдили дека ова ќе биде финалната капитулација, гледате, значи може да добиеме и уште еден пат надолу, зошто не би почекале и би купиле со уште подобра цена, кога и да се врати малку нагоре цената, ние повторно ќе купиме во одлична цена. Значи имаме момент каде што можеме да добиеме одлична цена на алткоини и на, да речеме, Ethereum, која што не би можеле да добиеме можеби никогаш повторно во иднина. Затоа и очекуваме да видиме што ќе се случи утре со самиот Фед состанок и да одлучиме дали и колку ќе влеземе на пазарот со портфолиото кое што го имаме на страна, во стейблкоини и кеш. Значи, тоа е главното што сакам да ви покажам во однос на логаритмичкиот приказ. Повторно ќе напоменам, DCA е главната стратегија која што овој канал ни ја користи. Нема да тргуваме и нема да даваме сигнали на краток рок. Значи, доколку мене ја прашувате, тоа е значи верувам дека луѓе прават огромни профити, тука нема ништо. Но посебно за луѓето кои што следат нашиот канал, јас верувам дека никој од вас не е професионален трговец и да ги има тие се многу мал број. Значи, да можете постојано да седите и да гледате пред мониторот дали се движи нагоре или надолу, тоа е луксус кој што многу малку од нас го имаат и затоа ќе се држиме постојано до оваа стратегија. И, како што напоменавме, тоа е моментот каде што
ќе купуваме и продаваме, остануваме да видиме што ќе се случи утре, ќе направиме веднаш после тоа апдейт на нашето портфолио, каде што ќе ви кажеме што сме купили и дали сме купили, колку сме купиле и зошто сме направиле вака или така. Значи, како што реков, ќе бидеме транспарентни со вас, ќе ви кажеме во секој момент кога нешто сме купили или сме продале и ќе го апдейтираме самото портфолио за да имате оприлика представа што правиме нормално. Ова не е наш совет што вие би требало да правите, ова е само на некој начин ја водиме нашата работа транспарентно и сакаме да ви покажеме што уствари правиме на пазарот. Да се вратиме на Fear and Greed Index 8, значи она што сакам само да ви покажам околу Fear and Greed Indexот е дека секогаш кога се наоѓаме на единични вредности како во случајов 8, сме многу блиску до самото дно. Значи доколку за приметите, ова е дното во 2019 година, кога се наоѓаме под тоа е единствен пат кога се наоѓаме на волку ниска вредност од 5. Потоа имаме втората капитулација, која што исто така е на единични број, како што може да видите под 10. Ова е во претходниот булран, пред самиот врв, значи гледате. Можете да видите дека постојано кога се наоѓаме на самото дно од булран, од bear market, се наоѓаме на вредност помала од 10, што значи дека и Fear and Greed индексот на некој начин најавува дека сме можеби блиску до самото дно на овој bear market. Ова е дури страшно, значи 17, ја не верувам дека во последните 10 години некој се сеќава да видел 17 Fear and Greed индекс во однос на берзите. Чисто сакав да ви покажам дека и берзите се нормално во истата ситуација. И една многу битна работа, CBBI, ние го следиме на нашиот канал, овој индекс комбиниран од 10 различни индекси на пазарот, каде што како постојано го објаснуваме, ќе го објасниме и повторно. Значи станува збор за чарт каде што гледате. Овдека може да видите цената на биткоин, ова е вредноста на индексот, која што оди од 0 до 100, секогаш кога се наоѓаме на 2 на пример, гледате, се наоѓаме на самото дно од bear маркетот, истото и во 2018 година, значи кога се наоѓаме на единични вредности од овој индикатор, се наоѓаме на самото дно од самиот bear market, значи до сега неколку пати се случило, и овде да погледнете, значи дури и во ова е пред булранот од 2013 година и овде на некој начин го утврдило дното. Со тоа што моментално се наоѓаме на вредност од 15, значи повторно сме блиску до единична вредност под 10, што дополнително ни најавува дека ако имаме дополнителен пат, ова би било на некој начин представување на самото дно, кој што гледате дека немаме никогаш скок дно па веднаш нагоре, значи гледате се задржува после некое време, значи имаме утврдување на дно на во 2015 година. Од 14 јануари вредноста се задржала во овие вредности до во овој момент кога повторно се движи нагоре од 10, тоа е 29 јуни. Значи половина година се наоѓала на ова само дно. Значи самиот индекс ни покажува. Еве и овде. Значи во моментот кога станала конечно дно, тоа е на 16 декември 2018 година, после булранот 2017, сме се задржале до 1 април 2019. Значи од декември 18 до април 2019. Значи повторно имаме оприлика 4-4,5 месеци, каде што цената се задржала на самото дно. Поентата е дека знаеме дека цената ќе се задржи на самото дно. Проблемот е што се уште не знаеме дали сме доволно блиску до самото дно. Затоа и мислам дека утрешниот ден ќе ни даде многу повеќе информација околу тоа. Затоа ќе гледаме да не го пропуштиме ова, доколку најдеме лайв фид, како и последниот пат, ќе го споделиме на групите, ќе го споделиме и кај нас на самиот канал, нормално како информација, за да може да го следите, односно да следите најавата на Фед. За жал, една држава диригира генерална економија на целиот свет, што е многу жално во 21 век, посебно тоа кога станува збор за Америка. Значи, со оглед на тоа колку Америка била генерално добра кон светот, може да замислите колку е загрижена Америка за стањето на физички и правни лица, како во сопствената држава, па така и надвор од неа. Да не навлегуваме во политика, значи овој канал ќе гледам да не биде за политика, иако имам јаки политички мислења, но нели, тоа е небитно во случајов на економскиот фактор. Она што сакам да го кажам е дека сме овде со вас. Би сакал да ви напоменам уште еднаш да не се, значи, знам дека многу од вашите портфолија моментално се на, не знам, 90% загуба. Го разбирам тој дел. Верувајте ми,
секој што бил подолг временски период во крипто, порано или подоцна го искусил ова, ако не во целото портфолио, можеби во еден коин, нешто што не успеало некој, не знам. Луна на пример беше прост пример за тоа, иако вашето портфолио е во ред, Луна, да речем, дел вашето портфолио ви донела до нула. Значи, оно што сакам да го кажеме, крипто како такво, ние како канал веруваме дека не оди нигде. Посебно после онаа масовна прифатеност од светот, посебно неколку држави кои што веќе го земаа како legal tender, односно како своја валута. Значи, постојано веруваме дека овие големи институции кои што стојат позади одредени криптовалути, тоа не го прават за џабе. Значи, тие знаат многу повеќе од тоа што го знаеме ние, затоа веруваме дека крипто како пазар не оди нигде. Ние како канал сме, како што велат, доста булиш на целата криптосфера и затоа голем дел од сопствената заработка ја внесуваме постојано во крипто и идејата ни е дека доколку ова продолжи и понатаму, ќе донесе огромни профити. Проблемот е што многу од луѓето кои што кога го гледаат оној врв, како што е на пример врвот 2017 година кога цената на биткоин беше 20.000, или врвот летото наспроти зимата во 2021 година, почетокот на 2022 година, кога цената достигне и до 70.000. Значи, тоа се оние луѓе кои што велат, ако падне крипто повторно, ако биткоин падне надоле, јас куќата ќе ја заложам, ќе купам. Значи, не е битно тоа. Не кажувам како луѓето треба да прават, јас не кажувам кои се финансиските совети кои што вие треба да ги земете од овој канал, вие треба сами да одлучите. Оно што сакам да кажем е, истите тие луѓе повторно нема да финансираат, повторно нема да внесат ништо на пазарот. Но кога повторно ќе се вратиме во 2024 година нагоре, во самиот следен халвинг и во следниот булран, тие повторно ќе се јават да кажат како го промашив булранот. Да знаев, јас ќе купев. Да бев ја кога беше на 20.000, ќе ставев, не знам, бубрегот ќе го продадев и ќе оставев во крипто и ќе купев биткоин. Поентата е што моментално имаме гледачи 200-300 на каналот. И ние знаеме дека тие 200-300 се уствари оние кои што навистина ќе обрнат внимание. Значи, луѓето што се уште гледаат кога имаме волку крв на улиците, се оние кои што навистина се овде за да останат. Така да, доколку сте биле овде во целиот овој пат од 70.000 до моментални 20, 21, 22.000, значи на некој начин вие сте поминале преку нелошото. Значи и да продолжи да паѓа уште одреден сегмент, ја верувам дека немаме уште голем обем на паѓање надолу нормално, доколку не добиеме некои шокантни вести како што се случува секојдневно во земјата. Значи верувам дека се наоѓаме блиску до самото дно и дека дури и да имаме поголем пат, DCA ќе ни помогне правилно да го поставиме сопственото портфолио, затоа што доколку се вратиме на големата слика. Значи, оно што постојано го кажуваме. Кога гледаме на еден ден изгледа многу жално, но кога ќе се вратиме на целата слика и кога ќе погледнеме каде бил, значи оваа линија која што не можеме ни да видиме што се случува овде, а каде моментално се наоѓа и каде ќе оди во иднина, значи многу поедноставно можеме да видиме дека ова е само корекција и ова е само еден момент кој што ќе го запамтиме, но ќе ни помогне да акумулираме за да можеме да добиеме многу поголем профит во иднина. Значи од сега, овој момент, доколку сме го утврдиле дното поради некоја причина и почнеме да се движиме нагоре. Значи ние и да сме купиле сега, во моментов, ние би биле во профит 237%. И да сме почекале, да речеме сме купиле, но цената паднала подолу. Да речеме цената паднала до овој левел. Да речеме дека цената паднала до претходниот левел под ова ниво. Значи до all time high од 270 разликата е 400. Да, има 130% разлика, но вас нема да ви биде битна. Знаете зошто? Затоа што кога ова ќе трне нагоре, дали сте купиле овде или овде, ако цената стаса до 100.000, ќе ви направи разлика во профитот, но нема да ви направи толку голема разлика затоа што ова е тој момент кој што е битен, не ова. Значи не ви е битна ваму разликата дали сте добиле 5% плюс или минус. Разликата е дали сте купиле овде или ќе чекате да купите овде. Па да биде зошто купив овде, леле падна цената надолу пак. Значи тоа е тоа што сакам да го кажам, гледајте големата слика, спремајте се за вас, правете планови за вас што вие сакате да правите и на тој начин многу поедноставно ќе ви биде. Доколку ви е премногу ова што го гледате постојано овие падови, јас би предложил да направите пауза, значи едноставно престанете да гледате за крипто некое време, се додека едноставно не ви помине тој момент дека
нема да биде нагоре, нема да оди, тоа е тоа, тука завршува крај на крипто. Значи до сега крај на крипто сум го слушнал јас лично 100 пати и се уште не се случил и не верувам да ги се случи. Значи со ова ќе го завршиме ова видео. Ќе направиме апдейт утре во однос на тоа што ќе видиме од состанокот на Фед. Значи откако ќе добиеме вестите ќе се обидеме да направиме што пократок апдейт. За жал анализите не може да бидат кратко направени. Гледате дека има огромен обем на податоци кои што мораме да го ставиме, а со тоа треба да дадеме и сопствено мислење, да направиме анализа спотон тука пред вас, значи на лице место да правиме самата анализа, така да колку и да се обидуваме да го направиме видеото пократко, не е возможно, знам дека многу од вас немате време, но за жал тоа е начинот на кој што нашиот канал работи. Сакаме видеата да бидат цели, полни со податоци и да бидат направени, да може сами да видите од каде ги влечеме заклучоците, не само да ви ги сервираме и да ви кажеме ние направиме анализа, ова се заклучоците, ме разбирате? Затоа ќе бидеме транспарентни и ќе оправиме тоа пред вас постојано, ќе може да го видите и сами. Да, прифаќам коментари, да, овде сум да одговорам на истите, но доколку добијам коментари од типот дечко ти не знаеш што зборуваш, ја немам потреба да одговарам на такви коментари, затоа што доколку некој има нешто да каже конструктивно, да ми понуди нешто што ја не сум го видел, а тој го видел, значи нешто што јас сум сгрешил, нешто што можеби не сум го запазил, некоја вест која што не сум ја добил, да, овде сум да одговорам на сите такви коментари, би ги замолил сите оние кои што не им се допаѓа нашиот канал, слободно да не го гледаат, значи ние не сме на прва, па мора да не гледате, значи ние не сме, не знам, учебник, па мора да не учите, значи слободно. Има многу канали надвор, најдете нешто што вас ви се допаѓа, гледајте, значи ние работиме како што работиме и се надевам дека тоа им се допаѓа на поголемиот дел на оние кои што го следат нашиот канал, ќе продолжиме и понатаму. Конструктивност барам од било кој од вас, слободно во било кое време, напишете што мислите, значи ако имате спротивно мислење на вас, јас стварно ќе го почитувам. Ќе седнам, ќе го прочитам цело. Многу пати досега сум нашол коментари каде што луѓето пишувале и по 2 страни. Значи сум ги прочитал сите тие податоци, сум одговорил конструктивно на сите тие податоци, нели, во однос на тоа што јас мислам, што е вашето мислење, сме споредиле, сме нашли некоја средна вредност. Поентата е на тој начин се учи. Каналов е направен за да ви помогнам и за да ми помогнете двајцата да научиме. Не само ние да ви кажеме што мислиме, се разбираме? И затоа барам конструктивно од ваша страна, а не критички од типот дечко ти немаш појма, ај готово, тоа е тоа. Уште еднаш ви благодарам на вашето внимание. Се надевам дека доколку има некој заинтересиран би го споделили нашиот материјал, че ова е на некој начин едукацион материјал кој што е направен за да биде споделен. Ви благодарам на помошта на оние кои што го споделуваат. Се гледам во следното видео, ќе видиме што ќе биде на самиот состанок со Фед и ќе направиме апдейт како за она што сме го слушнале, така и за одлуката дали ќе финансираме веднаш. Во следната недела ќе добиете информации, веднаш што ќе добиеме и ние информации од самиот Фед состанок. Имајте добар ден и се гледаме во наредното видео од тимот на CryptoGaming.